Првите 10 кандидати на обуката за спасувачи на вода ќе ја почнат својата настава во недела. Ова е прв пат Црвениот крст да организира ваков вид на курс согласно новите законски одредби. Секој организиран објект со вода мора да има обезбедено и спасувач. Како критериуми може да бидат лица од 16 години па нагоре, каде што лицата од 16 до 18 години може да бидат само помлад спасувач на вода, кои што ќе им помагаат на спасувачите на вода, а од 18 години нагоре па може да бидат да работат и како самостојни спасувачи на вода. Курсот трае зависно од исполнувањето на дневните часови со минимум остварени 50 работни часа, зависно од тоа колку часови ќе се работи на ден, но курсот отприлика трае околу недела дена. Преку овој курс обучените лица ќе се стекнат со сертификат за обучени спасувачи на вода од меѓународно признат карактер. Нашата лиценца е меѓународно призната преку Меѓународниот центар за спасување на вода, Федерацијата за спасување на вода, каде што е верифицирана со оваа лиценца. Значи, оваа лиценца важи во цел свет на Црвениот крст. Исто така, лицата, барем кои што сакаат да бидат спасувачи на вода, треба да бидат добри пливачи и да знаат да нуркаат. Значи, Црвениот крст нема пливачка школа, туку обучува веќе добри пливачи да бидат спасувачи на лица кои што би се нашле во неповолна состојба на вода и да спасат човечки живот. Од Црвениот крст велат дека минималниот број на кандидати за обуката е 10.